можеме да правиме прием и по основ на увоз. Увозот немојте да го правите по продавница, ќе го правите по магазин. Значи бираме М1, документ, увоз. Претходно дека е дефиниран дека може со овој магазин да се прави увоз. Може нов документ, денешна дата, некоја фирма, не е битна која, фактурата странска, и ги внесуваме артиклите во артикл. Тест 5, количина 15, цена во евра 0,2 или во странска валута. Во старт се отвара рубрика увоз, во кој веднаш треба да изликува курсот од Народна банка, ако го има. Веројатно го има во програмот, ова е локален пример. 61,5, например. Цена рековме 0,2, испаѓа 15 по 2, 3, или овде ако ставиме 5, се пресметува цена во девизи, 5 евра. Ќе дополниме со уште нешто. Вкупно имаме 905 евра вредност на фактурата. Значи внесовме артикли, количина и девизна цена, односно износ. Следно треба да ги дополниме трошоците. Доколку ние, значи овде во делот увоз имаме број на ЕЦД, например S 1, 2, 4, 5 од 10, 6, 17. Имаме две рубрики, по царински тарифи и трошкови. Овие артикли претходно можевме да ги дефинираме царинска тарифа. Значи, ако и дефиниравме царинска тарифа, еве овој артикл, ќе ставиме тарифа 455660067, примерно. Со самиот влез ќе ни се разгранича артиклите по тарифи и ќе можевме по УЦД-то за секоја тарифа да внесеме колку ни е царина и ДДВ по тарифите. Овој дел е ако ние ја плаќаме царина. Во поново време, шпедитерот ја плаќа царината и ДДВ-то и тоа го книжиме како трошкови. Трошкови, ова е во делот трошкови, ги внесуваме елементите од што имаме трошкови и шпедитерската фактура. Например, фирмата Шпедитер, Јан Шпед, негова фактура 45. Колку ние сега овде имаме дивизија во странство, ако имаме дивизија, ако ставиме овде дивизија, например 50 евра, ќе ни пресметува 50 по курсот, колку ни е како основица трошок. Ако ова 0, можеме рачно да ги внесеме основицата, меѓутоа подобро е вака. Колку ни е ДДВ-то при увоз од тарифа 1, например 4500, по тарифа 2 250, ДДВ за шпедитерските трошкови 180, такса за користење на Максис, ова е без ДДВ, например 200 денари, и вкупно излегува 5130, бидејќи нема основица. Значи, овие елементи ги имаме на самата фактура и ќе ни требаат за понатамошно книжење. Значи, сега вака, ги внесовме даноците и добивме некоја вредност. Но фактурата не е 5130, туку не е, например,
12.000. Ова значи автоматски од 12 кои ќе се одземат овие елементи, добиваме основица која практично е основицата без ДДВ, која ќе ни ја зголеми магазинската влезна цена, магазинската влезна вредност и цена. Можеме да имаме и други трошкови, например транспорт, пространство. Некоја фирма ни прави превоз, овде долу. Нивна фактура. И таа е, например, 50 евро. Значи, и оваа вредност, овој 3075, ќе ни влезат во основицата, не во основицата, односно во задолжувањето во магазинот. Вкупно имаме 6870 и 3075. Со калкулирај, ќе ни се пресмета задолжувањето во магазинот, односно ќе добиеме увозна калкулација. Увозната калкулација ни се содржи од девизните вредности и денарските трошкови. Овие кои ќе се распределат, добиваме колку ни е задолжувањето во магазинот. Со ова ни е направена увозната калкулација. Овде имаме тест дали отприлика ни е добра работата, бидејќи може да има отстапување. Сега, пошто ова се паушални вредности, ДДВ 18, обично е по 18%, не одговара, меѓутоа не е толку страшно. Ова е само за тест. Значи магазинот ќе ни се задолжи по 65.000, а добиваме магазински цени. Првата е 24,163. Ако направиме промена на курсот, 61 и калкулирај, веќе имаме 23,99. Значи се менуваат следствено пропорционално задолжувањето во магазинот и цената. Овој ред ќе го, например, ќе го избришеме, ова фактура не е кеш платена, нема да оди во магазинот. Пак мораме калкулирај. Ќе вратиме 61,66. Пак калкулирај. Печат и увоз. Еве ни е финалната. 23,083. Со 4 децимали. Увозот има посебно контирање. Значи, сите овие елементи ќе се во контирањето ќе си имат своји претходно дефинирани конта.